Село Робово е сместено во рамничарскиот дел на Струмичката котлина на патот Струмица-Банско на надморска височина од 215 метри. До селото води асфалтен пат што се одделува од главниот пат Струмица-Ново село. За настанокот на Робово постојат повеќе легенди и преданија. Се верува дека порано селото имало друга местоположба, односно се наоѓало во местноста Црквиште на непол километар од денешно Робово, во насока кон соседното село Сачево. Но поради појавата на епидемија или чума, селаните го напуштиле старото живеалиште и основале нова населба која ја нарекле Робово. Според друга легенда, селото го има добиено името по неговите основатели, тројца робови избегани од затворот во Солун и засолнети дури во Струмичкиот крај кај денешното Робово. Според друга верзија, односно според Иван Котев, родумот село Робово, се смета дека селото го добило името по така наречениот пазар на робови. Робово е многу стара населба. Се спомнува во една грамота на Деспот Углеш од 1342 година. Нашето село, заедно со луѓето, со стоката, со нивите, било подарено на Хилендарскиот манастир. Това е најстар пишен документ, дека се спомнува името Робово. Иначе, во турските тефтери пописни во 14, 15, 16 век се спомнува Робово како село со добар број жители, сега не можем да ти кажем толку точно, меѓутоа прилично големо село е било и многу е битно, имало 3 попа во еден тефтер по име се наведени во 16 век и Робово од секој пат е имало попови. Тоа е знак било дека луѓето почитат религијата, се ја сакат верата, си го сакат народот и се ја сакат нацијата. Бидејќи тие попове меѓу нив, после ќе кажам за Михаил Петров, да е Васил Петров Истирски, тука е погребан, кој што бил голем револуционер, ама за тоа малку покасно. Робово било расположено на познатото Серско џаде. Тука имало трговски докани, имало анови, со еден збор селото просто цветело, било многу развиено, а за тоа какво е доселено, има повеќе легенди, меѓутоа една легенда што јас се прифаќам како најточна, дека прво Робово е настанато од одбегнати римски робови. Тие се населиле прво кај Куклиш. И ден денес кај Куклиш има село, мислам, местност Робовски рит. Постари човеци се ми кажували од тука, Јангеловски Наце, Попо Васе Вујко беше ме Манишев, дека некоја време од Робово луѓето одили се во нашите курии во Куклиш да си берат дрва. Значи има голема индици дека селото наше е било таму. Меѓутоа во средниот век често пати имало појава на заразни болести, чумата например, дури викале старите крца чумата. Значи тоа било страшно. Тоа не е било обична болест. Дими кца, значи убива се поред. И единствен лек било, имало верување да се напушта селото, а дека ќе се стави новото село, дека се формира, треба да се заоре со 2 јунеца, што не били до сега прегни, ама да се близнаци, и да ги аурачите да бидат исто деца, млади луѓе, исто близнаци. Да се заоре селото со бразда. Тоа било можеби верување, меѓутоа стоја тоа и селото од Куклиш дојдено кај Сачево Црквиште име место, тука е било донесено селото. И ден денеска во Црквиште може да најдеме илјадници парчина кермиди, тули, тука се робоци кои што тоа можат да го потврдат. Арнова продолжила болеста и на крају се тук се доселија сега дека денеска место, од тие биле мушурливи места. Тоа било необработено, имало појава на маларија, на разни болести и луѓето гледали да спасат на еден начин глава. Од тоа време, значи, кој е спомнено прв пат Робово во 1342 година од грамотата на Деспот Углеш,
до днешен ден Робово доживува падови, доживува издигвания и така натаму. Меѓутоа секој пат е било стандардно во една работа предначало во културно-просветното, како да кажам, милје во целата околија наша Струмичка. Овде, во ова село, 1860 година отворено првото училиште. Иницијатор за училиштето бил дедо Мицо Караджата, тукашен човек, робовчанец, многу богат, многу стока имал, многу развиена трговска мрежа, така да можел да се дозволи да донесе и учител. Учителот бил Арсений Костенцев од Ново село кај Штип, дете още на 16-17 години, кој што бил надарен од, како викаме сега, од Бога за таа работа. Не бил само он надарен, и брат му што бил Ѓорги Костенцев, и он бил трговец со книги, книжар. Значи, детето уште од мало дојдело прво во фамилијата на Арникови во Струмица. Еве сега што Јана Арников, доктор Љубинка, Вета Арникова, значи тај бил кај нивните предци. Тие луѓе го чувале кај нив едно 3-4 месеца и дедо Мицо оттам го зел, го качил на коњо и го донесел во Робово да биде учител на робовските деца. Собрал ги селаните и кажал им, донесех ви учител. Еден кажал, абе, чорбаджи Мицо, тоа многу ситно, вика, маленко, ами вика, и лирта, вика, ситна, ама 100 гроша кошта, гроша голем, ама за 100 гроша една лира ќе купиш. Не гледајте, вика, бојо, гледајте макало. И така, луѓето го прифатиле и во Робово доваѓале деца од сите околни села, од Муртино, од Сачево, од Дабиля, од Босилово и 5 деца од Струмица. 3 деца од Арникови и 2 деца на Кандарджи Панов Гугуш. Значи, дури Костенцев во своите спомени кажува точно по име и презиме децидно кои биле и што биле. Значи, од ова училиште во Робово, еве тук било училиште, кое што било изградено со ферман од Султано Абдул Азиз, лично јас, беше во фамилијата на Крсто Милков, сега не знам каде тај документ, јас го имам фотокопирно. Значи, со највисоката царска власт се има позитивно изјаснето за училиштето и дури вика, ќе го направите на место на старото школо до кај старите гробишта. Тие биле тука биле и гробишта. Вика да биде 16 лакта високо, 16 лакта широко и 8 лакта длго. Ама да не смеете да отстапете ни педа од тоа што ќе ви го кажам. Така направено училишто. Имало приземје испрат, имало соба за гости. Од некој време куќите биле едноспратни, во една соба говејата, во друга луѓето, нели? Така се живеело. И високо, кога го направиле школа, тука доваѓале, после тука имало учители. Јас 1995 година објавив една книга за училиште во Робово, кај што давам неговата цела историја. Скоро учителите как се доваѓале, как се оделе, да се опишени. Значи, ова школа станало разсадник на учители. Робово е во составот на општина Босилово од 1996 година. Од тогаш до денес селото се повеќе прераснува во прекрасна населба со сите услови за живеење и реализирање на секојдневните потреби. Убави куќи, дворови, училиште, црква, продавница и се друго што му е потребно на местното население. Во програмата на општина Босилово предвидено е и изградба на мал парк во центарот на селото, како и асфалтирање на улица. Во близина на Робово има изградено и стопанска зона со површина од 32 хектари. Со отварање на повеќе фирми на ова место, ќе се подобри и економската состојба на жителите од овој регион. Населеното место Робово е едно од 16 населени места кои испаѓаат во составот на општина Босилово и тоа е едно од помалите населени места, значи има некаде околу 150 домаќинства и 580 жители. Основната дејност со која се занимаваат жителите на Робово е земјоделието
И општина Босилово од своја страна прави напори, нели, да ја промениме структурата на дејност со која ќе се занимаваат и жителите на Робово, а и во цела општина Босилово. За таа цел во самата близина на Робово, значи до самата гранична линија на населеното место, имаме оформено стопанска зона од некаде 32 хектари и очекуваме во наредниот период, нели, тој дел таму да се развија, да почнат да се градат објекти и нормално, нели, со самото тоа да почне на економска живост да почне и некако да придонесеме за подобрување на економска состојба на самите граѓани. Единствен проблем што ни е тука, што тоа градежно земјиште, каде што е оформена стопанската зона, е во приватна собственост и така да општината не може тука да многу да влијае приликом оформувањето на градежните парцели, така да тој процес на градба на објекти трае малку побавно. Меѓутоа, секако општината го има тоа во предвид и се надеваме дека во иднина тој процес ќе почне подинамично да се одвива. Инаку како општина, Робово е едно од населените места во која имаме решено многу инфраструктурни проекти, меѓутоа имаме и инфраструктурни проекти и проблеми кои не се решени, кои во моментот ги решаваме, а секако и во иднина ќе правиме напори да ги решаваме. Значи, Робово е едно од селата кое е приклучено на водоводниот систем од хидросистемот Иловица, значи водовод кој е пуштен некаде пред 6 до 7 години, од каде жителите на Робово се снабдуваат со чиста санитарна вода за пиење. Низ Робово минува патниот правец од магистралниот пат А4 до Банско како туристички локалитет, значи има тука прилично движење. Во Робово имаме подрачно училиште, Петолетка, кое во моментов е под централното, односно општинското основно училиште Гоце Делчев од Босилово, каде во моментов учат некаде меѓу 20 и 25 деца. Школската зграда е реновирана пред неколку години, така да учениците, односно децата, имаат пристојни услови за одвивање на наставниот процес. Робово ни беше едно од селата кое во изминатиот период на постоење на општина Босилово малку му се обрнуваше внимание. Во овој период од неколку години тука имаме предвидено повеќе проекти, веќе асфалтиравме неколку улици. Во наредниот период имаме предвидено во централниот дел, каде што имаме едно запуштено и недобро место, да направиме еден мал плоштад, односно мало паркче, ќе асфалтираме уште една улица, така да мислам граѓаните на Робово ќе бидат задоволни од општина Босилово во овој период, а секако и во иднина ние како локална самоуправа ќе се потрудиме Робово да си има пристојно место во плановите и програмите на општината и реализација на други проекти. Главна и основна екзистенција на жителите од Робово е земјоделството. Ако порано и во овој регион се одгледувале свилената буба, памукот, шеќерната репка и афионот, сега веќе овие култури буквално ги снема од струмичките ниви. Земјоделците од Робово денес се насочени кон зелката и куртовата капија. Мал е бројот на оние што се занимаваат со сточарство. Голем број од младите се иселени, а постарите жители стравуваат за нивите кои постепено ќе останат празни и пусти. За нашето село, можам да кажеме, исклучиво земјоделско село. Мада популацијата е доста образована, ама поради немање на работа, населението екзистира исклучиво од земјоделие. Нашето село е доста богато со земја и земјата е квалитетна. Проблемот немаме вода за наводнување.
систем за наводнување, него вадаме со моторни помпи. Тоа е еден хендикеп за нашето село. Ако го имавме тоа, ќе бевме меѓу првите производители во Струмича. Ама и така сме доста успешни. Се сади пролетна зелка, есенска зелка и во периодот на летото помалку. После се сади куртова капја пипер. Има фамилии што се занимаваат со сточарство, тие се 2-3 фамилии, исклучиво со сточарство, некои комбинирано сточарство и градинарство. Зависи од моките на фамилијата. Повеќе од младите, значи, тешко се нафаќаат да бидат земјоделци, мада државата доста улага во тоа, ама проблемот со локалните трговци е голем. И сега кога ќе види детето денеска 20 денари, утре 5, вика јас бришам чао, оде на запад. И поради тие случаи и популацијата на селото се намалила. Младите бегат. Не гледат екзистенција во земјоделието. Значи, секое дете денес има интернет, прати состојбата и тешко се нафаќаат да бидат земјоделци. Значи, јас кажав дека ние што сме веќе земјоделци, доста произведуваме. Пиперки, зелки, има некои фамилии садат домати помалку. И реков, некои комбинирано се бават со сточарство и градинарство. Проблемот со откупот е голем. Немаме некоја сигурност. Ако посадиш помалку, може би ќе врви, нели? Ќе оди производството, ќе речеш што не садев повеќе. А ако садеш повеќе, по откуп ќе нема, ќе го истанираш, ќе си пропадне на полето. Значи немаме некој континуитет, стабилност за екзистенција. Кој како се снајде. Така стихино се работи, не е планско. Јас сум доста млад да се сеќавам за тоа време, ама знам дека нашите стари, посебно пролетно време, кога имало башчи со црници, ние ги викаме црници, и се ранело буба. Доста екзистирало свилената буба, населението, доста екзистирало. Полето било преполно со башчи од црници. После тоа настапува јарата на памукот, се садело доста памук, шеќерна репка, тие индустријските култури за време на Југославија. И населението доста добро екзистирало од тие. Афион, исто така, бил доста застапен на нашите ниви. Од кога тие култури изумреле, доаѓа настапува градинарството. Нашите стари оделе со 2-3 врејки со автобус чак до Београд. 2-3 врејки пиперки и кај ќе ги продаве на слободен пазар чак до Београд, некој и подалеку, кој каде имал пазар. Значи, и од тогаш до сега градинарството е у континуитет. Не е прекинато, чак е модернизирано. Има луѓе, повеќето луѓе, системот капка по капка го имат поставено на своите ниви на отворено и под пластеници. Сега, како ќе дојде времето, така нели полека се модернизира, ама ви велам, значи немаме млад кадар кој ќе застане зад нас да инвестираш
да инвестираш во тоа земјоделие треба работници. А младите бегат. Куртовата капија е најмногу застапена по нивите во Робово. Речи си не постои фамилија која не се занимава со одгледување на оваа култура. Семејството Василеви ги затекнавме во својот двор каде ги полнеа вреките и ги спремаа за откуп. Велат дека годинашната куртова капија е со добар квалитет, но за жал откупната цена е многу ниска. Производителите на куртова капија апелираат до надлежните да се формира една единствена цена за оваа култура за да може да се задржи квалитетот, бидејќи ајварот е препознатлив белег за целата држава. Еве се наоѓаме во работната соба на земјоделските производители. Сега е екот на бербата на куртовска капија, кој трае, можеби сега е берба, али се работи повеќе време, повеќе дури и месеци. Негде се е семето или во леите уште во март месец и еден долгорочен период на производство. Се расадува куртовска капија негде во мај, во почетокот на мај или негде до 20 мај. Може исто да биде под пластеници или на отворено. Еве сега може да види и камерата, овдека имаме куртовска капија, по моје мислење прва класа, која се одгледува под пластеник и што е најбитно да кажеме за откупната цена моментално која е на куртовската капија е само 20 денара. По моје мислење треба да биде овој квалитет околу 30 денара да можат производителите да си ги покријат своите трошици. Околу политиката на откупната што е сега моментално, луѓето се незадоволни, бидејќи владата има со фабриките или така наречените откупувачи негде околу 22 денара прва класа и 20. Зборувам за индустријско производство. Моменталната цена на откуп за индустријско производство е 15 денара, што значи со 15 денара луѓето влегуваат внатре. Не можат да си ги покријат своите трошици. И еве еден, можеби, ќе стои така апел до владата да може да презема мерки да го заштити тоа производство, бидејќи куртовската капија или македонскиот ајвар е прочуен пошироко дури во Европа и ако не и понастрана. И овој бренд на куртовска капија да биде заштитен и да има формирана цена и која ќе се задржи таа цена од почетокот до дека не завршат бербите. Случајно јас се најдов во еден магазин, откупувачите, првата класа што ја откупуват, ги стават вреките и од втора или трета класа и после ги обвинуваат производителите дека ставаат во вреките се и се што. Значи не се согласувам јас со тоа, бидејќи едно време јас вршев откуп, знам како е, и сега и како производител, пак знам како треба да се работи и треба луѓето што откупуват да напоменат кои класи ги сакат и колку ќе ги наплаќат таа класа. Така, куртовската капија е доста застапана во Робово, може уште повеќе да биде застапена, бидејќи нашето поле е едно од меѓу најдобрите што може да се произведе куртовска капија, ама ако продолжи политиката на откуп на тај режим, да го кажа, ќе почне да се намалува. Рековте дека се продава по 20 денара. 20 денара прва класа и ова што ќе го отстранат, например, што ќе биде
како втора или трета класа е 8 денара. Тоа што значи А квалитетот на годинашната куртовска капија каков? квалитетот можам да кажам дека не е лош, дека имаше и на отворено и под пластеници, не е лош квалитетот, може да се. По мое, најдобро е се е ствар на договор. На договорена цена, договорено производство и тогаш малку да се стави редо на се. По мене откупувачите се највиновни. Не може, ако нека ми просто тако и да не ми замерат, ама таа е вистината. Јас сакам да зборам вистината. Ако Сабаље ти издаде амбалаж на 20 денара и после 2 сата ти вика сегде падна робота, куртовската капија или зазелката, кога беше, 2 или 5 денара. Тоа не е вистина, тие се пари влегуваат во нивните джебови и можеме сите да погледнеме, производителите тонат, а откупувачите што имат изградено, не кажувам нека си заработуват, али на поштен начин да него требат да го штитат они производителите. Оти без производители ќе нема ни откупни пунктови, ќе нема ни нивно соработка со други фабрики или како да ги кажам. Колку пипери имате вие? Јас имам моментално наберено 20 тона, сметам оти и тоа со супругата. Фаќам сезонски работници, сметам уште едно 5-6 тона дека ќе имам. Еве во мојата фамилија поширока, внуците мои имаат повеќе посадено, сигурно они по негде околу 40 тона од фамилија ќе произведат толку. Ланската година произведев јас, например, околу 90 тона зелка и негде околу 25 тона куртовска и 10 тона жито. Ова година зелка има посадено повеќе, временските услови беа катастрофални, кои ги оштети. Од негде околу 18 декара имам само наберено 15 тона, што напомнев, сето тоа беше факт на климатските услови, поплави и тие штети што настана. Ама за куртовската капија треба државата, пак ќе напоменам, Министерството за земјоделие да обрне внимание. Викаме пазарна економија, али пазарната економија сепак наш бренд куртовата треба да заштитиме. Во Робово доста е застапен и спортот. Уште од 50-тите години во ова село многу се негувала одбојката. Врвни спортисти со големи награди и признанија биле познати во ова село. Но со тек на времето, а најмногу поради финансиски проблеми, жителите велат дека одбојката, но и другите спортови почнале да умираат. Со спорт Робово се баве некаде од 50-60 години и од тогаш до сега бележе значителни, мислам, резултати. И мислам, биле сме на сцена на општинско, дури на републичко ниво. Спортот најмногу кај нас беше застапена одбојката како спорт, нели? И тука имаме врвни резултати. Генерации со генерации, од кои излезеа, да речеме, млади, беа дури на надпревари на републичко ниво, поготово семејството од Милкови. Да, момче едно Аце, он го водеше спортот и да кажеме резултати одлични. Иначе негуваме одбојката и се уште, ама немаме услови сега. Поготово поседаваме некое мало одбојкарско игралиште што е од селски средства изградено, а имаме кадри, нови. Меѓутоа немаме услови. Не знам, сега општината треба малку да обрне внимание на нашето село. Можам да кажам, на место, ајде да не речам чедо место, многу малку имаме на тоа поле спортско, дадено од страна на општината, а ние со наши средства пробијаваме пред неколку 2-3 години, одделиме преку таа фирма една тука за земјоделски производи, инвестира човеко, ама не се стига. На фудбалско, мислам на полето на фудбало, имаме и разсадни сме на млади кадри на фудбало.
Има деца дури надвор од државата веќе, од Ристови. Не, а Василеви се, мислам, или Ристови, од нив имаме 2 деца што се веќе таму во Азија, дека во Индија, да, во тие втори лиги, таму како се, не знам. Горцум, например, што му обетам на спортско поле. Ние сме село со спортски дух. Ама немаме услови, реално кажам. И чисто користам прилика и да апелирам до нашиот градоначалник да одделе малку можности. Да кажем, партија, скоро речи, комуналните уредени во селото е ние да не речем на нула. Друго за илустрација за селото, на културно поле сме многу јаки. Не, мислам, застапили сме од прво школо во Македонија, Робово, меѓутоа дури веројатно и тоа е помогнало. Имаме кадри. Во 1975 година во Робово имаше дипломирано над 100, од кои професори, економисти, доктори, имаме и магистри. Значи, и доктори на науки. Значи, горди сме што живееме во нашето село. Во центарот на селото сместена е црквата Вознесение Христово Свети Спас. Истата почнува да се гради некаде околу 1863-64 година. Чорба Джимицо, иницијаторот за градење на училиштето во селото, поддржан од селаните, за свештеник во Робовската црква го довел поп Михаил од Берово, кој богослужбата ја одржувал на црковно-словенски јазик, а проповедите на македонски народен јазик. По раскажувањето на жителите, од тогаш до денес, во црквата имало 4 попа. Денес црквата Вознесение Христово Свети Спас представува Божји храм за сите верници од село Робово. Тука се наоѓаме во црквата Вознесение Христово Свети Спас, село Робово. Нашата црква е изградена, почнено да се гради околу 1863 година, 64-та, после школото, првото школо што е градено тука во Робово, и после е градена црквата. Со текот на годините црквата е посетувана од доста верници, чак дури од село Дабиля се доаѓале тука. И после Дабиля се ја направила црква, после, значи, Робово само си тука одржува црквата и си ја гради, и си ја одржава и се посетува цело време, не е прекината. Стално се е водило служби, богословни служби, и така да од тоа село имаме дури чак 4 попа од тие генерации после наваму. 4 попа кои се погребени тука пред црквата, пред олтарот. Во новото време, ние како сега помладите генерации, односно веќе не сме млади, јас сум веќе во црковниот одбор бил од 95 година, што се вика до ден денеска. Посетуваме стално, редовно, идеме тука, служиме, чак дори пееме во црквата, се грижиме за црквата.
Црковниот одбор исто е активен, колку што може. Збире прилози, поклони, градат нешто, удржават нешто, колку што се може. Така да црквата е посетена по-често на празници, богојавление, на Великден, на Божик, на некои празници, Богородица и така натаму. Иначе славата ни е Свети Спас, Вознесение Христово, што е, значи, 40 дена по Великден. Тоа е празнико, патронен празник. Така да црквата има понекогаш венчавки, се венчава тука во нашата црква, има крштевки, односно сега са по-ретко и венчавките и крштевките, бидејќи е намалена популацијата на народот, по-ретко е, ама колку толку црквата е отворена. Имаме си свештеник, од Босилово иде, се удржува редовно по редослед, како ќе дојде, така. И тоа е тоа. Друго, црквата пак ќе речам, сега моментално, повторно пак се реновираше, се направи тремот, се направи нова конструкција на тремот, покривна конструкција. Лани се направи фасадата унатре во самата црква, така да стално се по нешто праве. Не е била како што е порано била. Оти јас ја запамнав, порано беше по нешто неспремана. Сега во тоа време, у ново време, малку после спрема, после средува, колку што ќе се соберат пари од доброволен прилози од самите верници. За водици? За водици секоја година тука почнуваме богослужба, прво се вади, после во надвор излеваме, се пушта крстот во базентот кој пред неколку години ние тука црквата, црковниот одбор со помош на селото, направиме базент за да може да се пушта крстот во базентот. Така да тоа остана една веќе традиција пред неколку години и тоа е добро е, посетена е доста. Тој ден баш цело село излева да виде тај убав чин како ќе биде. После следуват награди таму што треба, нели, тај што ќе го фате крстот. Така да тоа останува што останува да се сеќаваме едно тоа, една голема разонода фактички на нашето население тука во Робово. Село Робово важи за стара населба. За тоа говори фактот што во 1860 година било отворено Световно училиште на македонски народен јазик. Подрачното основно училиште Гоце Делчев Робово е најстарото и прво училиште во Струмичката котлина. Отварањето на Робовското народно училиште било по иницијатива на првенецот на селото, богатиот селски трговец Мицо Караџата, кој за учител го поставил познатиот македонски преродбеник Арсений Костенцев. Во 1863 година во село Робово на свечен начин било предадено во употреба ново изграденото училиште. Дедо Мицо Караџата многу го помагал преродбенското училиште во селото, во кое се негувал и чувал македонскиот национален дух. Училиштето го опремувал од Солун со клупи, училишни материјали и книги. Училиштето нормално функционирало, а денес од него има излезено многу квалитетен кадар. Учители, доктори, магистри, доктори на наука. Во 2009 година повторно е реновирано и денес во него учат околу 22 ученика. Подрачното училиште во село Робово е дел од основното општинско училиште Гоце Делчев од Босилово и е едно од 7 подрачни училишта кои припаѓаат на
основното општинско училиште Гоце Делчев. Историјата за училиштето во село Робово датира од многу поодамна. Ова училиште е најстаро училиште и прво училиште во Струмичката околина. Имено приказната за работата на училиштето почнува со тоа дека далечната 1860 година во месец март иницијатор за отварање на училиштето бил робовскиот правенец дедо Мицо Караджата и честа да биде прв учител во ова училиште бил македонскиот преродбеник Арсений Костенцев, родом од Штипско Ново село. На почетокот, значи, честа на овој преродбеник била да го одржи првиот час на македонски народен јазик. И во тој период учеле 45 деца од Робово, 4 до 5 чорбаджиски деца од околните села Дабиле, Сачево, Муртино, Банско и 5 деца од Струмица. Учителите кои работеле овде во ова училиште преспивале во училиштето, подршка им давале селаните, тие ги плаќале сите трошоци околу работата на училиштето ги покривале селаните од населеното место Робово. Како што реков на почетокот, училиштето работело во куќата на дедо Мицо Караджата, потоа преуредиле некоја стара куќа и ја пренамениле односно ја успособиле за работата на училиштето. За после 3 години со голем ангажман и залагање на дедо Мицо да се отвори новото училиште. Значи во март 1863 година и за таа цел дедо Мицо испратил барање до султанот, добил ферман од султанот, за да може училиштето да работи, значи со дозвола за градење и сите тие работи, уште тогаш било се легално направено и одобрено од страна на султанот. Кога училиштето почнало со работа, учениците седеле на рогозини, наставата се одвила на тој начин, за потоа по барање на учителот и средства од дедо Мицо. Значи тој порачал 25 клупи од Струмица, на кои што можеле да седат по 5 ученика. И покрај ограничените можности од субјективна и објективна природа, училиштето во село Робово бележи резултати и од него произлегуваат квалитетни кадри. Сите добронамерни патници кои што доаѓале во тој период во Робово биле мотивирани и кај нив се вродила идеја да истите го направат тоа во своите места, за да можат и таму да се отворат слични такви училишта, каде наставата ќе се реализира на македонски народен јазик. Така училиштето во Робово почнало пропагандно да зрачи, разбивајќи ја вековната темнина и мрак, и идејата за просветлување земала се поголем замах. Од тогаш измина 15 децении. И во свеста на робовчани овој датум остави длабоки траги. Денот на отварањето на училиштето, првиот учител и најзаслужениот за отварање на тоа училиште, дедо Мицо Караджата, живеат во сеста на луѓето од оваа село. Со оваа постапка бил зададен решителен удар на грчката пропаганда и црква, која дотогаш имала апсолутна духовна власт во Струмица и Струмичко, како и во другите делови на Македонија. Условно работата на училиштето во село Робово може да се подели на 6 периоди. Интересно е да се каже дека во тој период, во периодот на Втората светска војна, тука нели се ширила бугарската пропаганда, кои сакале да го асимилираат македонскиот народ, и на училиштето во Робово му дале ново име. Името било первоначално училиште Илија Иванов Габровалиев. И последниот шестиот период го опфаќа периодот од 1944 година па се до денес.
Денес, после 150 години од првиот наставен час во ова училиште, ја имаме следна состојба со ученици, наставници и паралелки. Училишната зграда е реновирана во 2009 година со средства од Министерството за образование на Република Македонија, при што сега имаме 5 училници и една просторија за наставници плюс помошен простор. Активно работат 2 комбинирани паралелки со вкупно 22 ученика во 5 одделенија. Наставата во ова училиште ја реализираат, како што реков, 2 одделенски наставници, еден наставник по англиски јазик кој предава од прво до 5-то одделение и 2 наставника кои предаваат во 5-то одделение, еден по природни науки и еден по техничко образование. Со гордост можам да кажам дека училиштето во село Робово секоја година дава ученици кои што се едни од најдобрите во основното општинско училиште Гоце Делчев Босилово и активно учествуваат на многу превари во предметна настава, од каде што се враќаат со многу награди и признанија. Со самото учество на овие надпревари, учениците покрај тоа што се промовираат самите себе, го промовираат училиштето во село Робово, а воедно и нашето основно општинско училиште Гоце Делчев Босилово. Загрижува податокот со бројот на ученици во ова подрачно училиште, бидејќи од година во година бројот на ученици се намалува. Со оглед на современите барања на времето во кое живееме, потребно е унапредување на наставата во подрачното училиште Робово, поточно подобрување на условите за работа на наставниците, а воедно и престојот на учениците и начинот на усвојување на знаењата според наставните планови и програми. Ова е крај на приказната за Робово. Интересните приказни, несекојдневните настани, добронамерните домакини секогаш ќе останат во наши сеќавања со желба повторно да се вратиме и да уживаме во гостопримливоста на жителите.